Пред да го почнам видеово, сакам да кажам дека овој серијал го поделив на 3 дела, затоа во Централна Македонија спаѓаат и Скопје и Кавадарци и Неготино. И затоа ќе почнеме од север и ќе се движиме кон југ. И така прво почнуваме со Скопје. Скопје низ историјата има име што било менувано многу пати. Античкото име на Скопје е Скупи, а византиците го пишувале како Скопја, а словените го викале Скопје или Скопие или Скопје. Ама па за потекло на имево има доста легенди. Една теорија вели дека доаѓа од грчкиот збор скопос, што значи гледање, или скопја, што значи наблюдување. А друга теорија кажува дека доаѓа од зборот собир или собиралиште, каде што луѓе од други села се собирале како за пазар или нешто така. Во близина на Скопје се двете етнографски области Которлак и Торбешија. За Которлак не знам. Името на Торбешија потекнува од македонските муслимани кои се доселиле во овој простор. Додека името Торбеш има две тврдења од кај потекнува, едното тврдење е дека потекнува од торбите што се шетале овие луѓе со, а второто тврдење е дека има говор на омраза, дека некои луѓе им кажувале дека си ја продале верата за торба сирење. Во главно е прифатено дека името на Велес доаѓа од богот Велес во словенската митологија, но има уште една теорија, каде што вели дека името на Велес значи в лес, што значи во шума, на старословенски. Во близина на Велес имаме областа Клепа. Има легенда што е многу долга, каде што се објаснува некој таму умрел па се вратил у живот, нешто глупости, ама најбитното е имало некој клепало во некој манастир и го чукале понекојаш. Сега малку на запад ние Порече. Не верувам дека треба да објаснам што значи Порече, ама доаѓа од зборот поречие, што значи порека. Името на македонски брод потекнува од некој мост што се викал Брод, што бил на реката Треска и ги поврзувал градовите Кичево и Прилеп. Ова е легенда, не знам колку е точно. А одма до македонски брод е Пласница. Не можам да најдам податоци за Пласница, но моето мислење е дека доаѓа од Пласничка река. Не знам од кај доаѓа тоа Пластична река името. Во ова видео има многу легенди, затоа сега идеме со легендата за Крушево. Легендата за Крушево е доста позната. Имало некој овчар со овци на планина и седнал под некоја круша и поради тоа се викало Крушево. И одма на југ под Крушево се наоѓа Демир Хисар. Одма се гледа дека името Демир Хисар доаѓа од турски збор, што значи железна тврдина, затоа што нели овој дел се вика Железнец. Сега ќе прескокнам кај Неготино и Кавадарци, затоа што Прилеп и Битоло имаат многу легенди. Во времето на Османлинска империја, Неготино било чифлик и дошол некој богат трговец во Неготино што се викал Неготин и го крстиле градот по него. Според легендата за Кавадарци, името Кавадарци доаѓа од грчкиот збор Кавадион, што е наметка од ткаенина. Овој предел бил познат за ткаенини порано, затоа. И следно е Мариово. Мариево е дефинитивно најголем и најпознат етнографски предел во Македонија. Првата легенда е дека имало некоја што се викала Марија и некој турчин сакал да се ожени со нејзе. И тој турчин кажувал дека ако Марија не се ожени со нејзе, ќе го потрчи цел Мариовски крај, но Марија се согласила и отишла во храмот, каде што сите луѓе биле заблагодарени на Марија и го крстиле цел предел Мариово. Втора легенда е дека имало уште една што се викала Марија, но била главна во овој предел и некој турчин Мурат ја земал за жена. И третата легенда што најмногу држи вода е дека доаѓа од римското име за овој предел што се викало Морина. Но византиците и османлиите го преименувале малце и стигнало до Мариово. За крај ќе збориме за Прилеп и за Битола. За името на Прилеп во главно луѓе се согласуваат дека доаѓа од зборот Прилеп или Прилепило, но едни викаат дека доаѓа од блато или кал и се лепило многу, други викаат дека доаѓа од што куќите биле многу стискани и биле прилепени едно до други, а трети викаат дека доаѓа од прилеп или место каде што се прави леб.
А додека четвртиот Блаже Коневски вели дека доаѓа од руските имиња Прилепа или Прилепка, ова се само легенди, немам фактографија тука. И последен град Битола. Името на Битола доаѓа од старословенскиот збор обител. И како што знаете, порано Битола се викал манастир, што значи имало многу монаси во овој предел. И тоа е тоа за ова видео, парт 3 излегува следна недела, затоа иди гледај го парт 1 ако не си го гледал. Исто така види ми го гейминг каналот, понекогаш можда ќе стримам таму. Subscribe и лайк.